Почитувани, добар ден. Оваа недела гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е комичарот кој што со хумор ја отсликува македонската општествена реалност. Станува збор за Душан Петровски, сатиричар кој што го познавате од социјалните мрежи, каде што ги засмејува македонските граѓани и навечер во ноќните клубови. Петровски, како стана комичар? Па, тоа како викаат сила прилики. Нема врска од мал, така имав моменти да приметувам кај луѓето посебни работи на говор, на движење, на такви работи. И знаев многу добро да ги преиграм. И имав така некоја, па сега не знам како да ја кажам, звезда не можам сам да си ја кажам, ама така некоја експресивност да тоа изгледа смешно, пошто и вака како физикус не сум баш од тие убавите, него од смешните. Петровски, од твоето досегашно искуство на сцена, што најмногу ги засмејува македонските граѓани? Па тоа отсликување на реалноста, која зборам, пошто мене самите стендапи и материјалот, пошто не пишувам, обично повеќе од материјалот е амерички кажано фристайлан или у слободен стил правен и со тоа што го отсликувам реално македонецот каков е, зборам дали е тоа во бракот, дали е во дружбата, во работата или во било што, луѓето се пронаоѓаат ете во тоа пресликување и тоа уствари што е тоа што им е смешно. Во тој контекст, колку скапиот живот кој што го наметна инфлацијата им дозволува на македонските граѓани да дојдат и да се упуштат со стендап комедија? Па, за сега мислам дека се уште ние не сме нешто скапи за тоа што го нудиме. Мислам, со оглед на инфлацијата, да, све е поскапено, али мислам дека дури сме можеби испод од тоа што може треба да биде. Али сега за сега не се осеќа нешто премногу дека има импакт на тоа, пошто секогаш сме скоро распродадени во рекордно време. Што значи може луѓето да си дозволат и гледаме да не отидеме превише, за да може секој си дозволи да дојде да не гледа. Од друга страна, може ли да се живее од стендап комедија? Тоа е дискутабилно. Може, ама во некоја форма која ќе треба сам да ја приспособиш. Зборам за сите тие бюрократи што доаѓаат надвор од нашата работа. Спомна дека твојот материјал претежно се базира на реалниот живот на граѓаните. Во кој дел најмногу се препознаваат граѓаните во хуморот? Со што се идентификуваат? Дали тоа станува збор со можеби абсурдната бюрократија, секојдневниот обид да се преживее, или можеби корупцијата е тема која што ете ги засмејува и можат да се пронедат и да се идентификуваат? Сите тие работи се поврзани некако, ама ете да речам тој момент да некако се преживее, ги поминува сите и останатите други две, зашто тука малце некојаш доаѓа многу тешко да преживееш, не само од бюрократски аспект или за, мислам, некаков друг. Ете, дури средината во која живееме, загаденост, такви работи што се малце неубави за 21. век на толку технологија и све ние толку заостанато да се и бахато да се понашаме, ете да кажам. Али во таа малце слобода што имаме, пошто ете како народ нас малце таа слобода ни треба за може да се смееме, да се радуваме, да се забавljаме и све тоа. И затоа у принцип им е тоа најсмешно дека дури од тие најтажни, најтешки моменти, нереални дури некогаш за нас како општество, им прават на луѓето ете така да може да се насмеат на целото тоа, као тоа е живот, нели? Иде дале и тоа е тоа. Кога зборуваме за инспирацијата во создавањето на комичниот материјал, што е поголема инспирација за тебе? Дали станува збор за одлуките на власта, например, или секогаш е тоа секојдневната битка за преживување? Би рекол секојдневната битка за преживување. Со власта и тие другите од таа страна не сме баш секогаш на иста бранова должина
по начин на, не знам, размислување, делување и останатите работи. Во тој контекст, во политичката пародија во која што живееме, колку е тешко или можеби колку е лесно да се направи шега со оглед на тоа што живееме како да сме дел од Монти Пајтон? Во принцип е лесно, се додека они не одлучат да го направат да биде тешко. Мислам, знаат, сега по поново време така почна секој од све да се навредува и да не го сваќа баш концептот на комедија, на тие работи. Пошто нели во принцип на тој сатиричен начин треба да некако покажеме, укажеме на некои работи што не се во ред и може би треба да се променат, ама пробуваме нели на смешен начин да го кажеме. И на некои да им укаже на некои недостатоци, сега тие да речам што се попаметни можеби ќе го сватат, тој ќе направат промена, а тие што не се може да одлучат на друг начин да притиснат и го направат тешко тоа да биде за изведување и за користење како материјал. Имало ли досега ситуација да се осетите можеби и цензурирани или да внимавате во одредени шеги токму поради тоа што го спомна дека сега луѓето станаа многу почувствителни и многу лесно се навредуваат? Па јас директно не сум имал проблем, пошто ја многу добро го отсликувам македонецот, зашто јас сум македонец и сум дел од истото и луѓето не се осеќаат навредени зашто на истото ниво можам да се спуштам. Исто така сум ќорне, гледам, сум подебел и значи припаѓам во многу поише категории луѓе кои што би можеле да се навредат и кога ќе може некој од нивните да направи шега на таа сметка, обично ме прифаќаат и не сум имал до сега некој инцидент или некој директно ми кажува не е во ред што го правиш, не е убаво што се смеаваш и така. Ако се направи една паралела, имаат ли македонските политичари потенцијал за тие да бидат стендап комичари? Па мислам дека да, они во повеќето од времето прават некои нивни стендап, зашто имаат многу нели ветувања неисполнети, имаат некогаш прават и ептен така на иронично кажуваат некои работи што никогаш нема да се случат, знаат да ги извртат добро работите, сега не секој од нив го има тој шарм за да биде стендап комичар, ама некои мислам дека имаат добар потенцијал. Има ли ризик да ви го земат левот? Па добро, ни секако ни го зимаат левот нас вака или онака, ама сега за сега мислам дека не, ама може 2-3 кришки да земат сигурно во секое време. Кои политички ветувања ти делуваат повеќе како стендап комедија отколку реалност? Што досега ти оставило таков впечаток? Па мислам дека скоро све од нив ми делува така, дури оние честитките кога ни викаат, пример сега за новата година и за Божик и за сите тие празници, да сте здрави, живи, среќни, весели. А со целото тоа што се случува околу, мислам дека ниедна од тие ставки не може да се исполни. Што значи дури и честитките мислам дека не им се онака реални, али у принцип повеќето од стварите што ги изборат се така е вид стендап за мене. Кога се смееме на политичката сатира, дали се смееме на дали им се смееме на политичарите или на немоќта да ги смениме или да ги промениме? Па би рекол како две у едно. И двете. Пошто реалноста е дека многу тешко може да направиме промена, а сепак ние сме главните што може да направиме таа промена. И им се смееме, баш, мислам се смееме и на нашата немоќ да направиме таа промена, кога сакаме ние да однесеме на подобро, а им се смееме и нив, пошто и они баш не знаат да се снајдат. Малце се како деца у градинка, само се препуцаваат и никој не прави ништо поконкретно, мислам, да излезе од таа кутија што викаат на страна и да направи нешто различно, така да, мислам, и две едно, како што реков. Ако пред 3-4 децении
хумористичната театарска представа Женски оркестар ги разобличи општествените стеги кон жените. Во стендап комедијата Нежни мажи на некој начин ги уривате стереотипите за алфа мажјаци. Подготвена ли е македонската публика така емоционално да се разголи? Па ја мислам, не само македонската, тоа веројатно и сите надвор од Македонија треба го прифатат. Како викаат, и најголемиот маж жена ги има родено, и тој најсилниот, и тој со најголемите мускули и се тоа. Не секогаш станува збор, мислам, за таа физичка сила, али не дека тој стереотип постои кај нас, нели, на само физичка јачина на мажот, а од денешно време гледаме дека тоа некако не е баш така. Нели, она кој има жена температура 37,5 и маж 37,5, се гледа таа разлика кој е посилен. Ама во принцип прифаќаат, затоа што зборам јас конкретно во тој стендап за теми на кои што се многу опипли, пример, мажот како се снаоѓа кога иде на уролог и како жената се снаоѓа кога иде на гинеколог. И мислам дека тука јасно може да се види кој е посилен и физички и психички. Во материјалот кој што повеќето стендап комичари ги употребуваат на нивните настапи, честопати партнерката е вечна инспирација. И односите со партнерката се вечна инспирација за шегите на таа сметка. Зошто е тоа така? Па добре, ја конкретно мојот пример може да кажам, нели, она кога се потпишуваме, таму има во добро, во зло, во све. И во вистинскиот живот ги поминуваш тие фази сите. И нормално, мислам, има неисцрпен материјал, пошто веројатно со партнерот се знаеме премногу, зборам од аспект на секаков вид на интима, на душата, отварање, на сите тие работи што подразбираат живење со партнер. И затоа мислам дека има голема инспирација, зашто сепак живееме со некој што е различен од нас, па се слагаме за некои работи правиме компромис, за некои работи се тераме кај што не треба и така целиот тој склоп. Од таквите шеги, како реагира супругата по еден сценски настап кога ќе ги слушне ситуациите од дома презентирани пред голема публика? Мислам, се смее и она, пошто секој дневие ние тоа нас дома. Мислам, мене стендапите ми се, па, да кажам, 98% брутална вистина. И ги знае тие моменти, са некогаш не е дури спремна, мислам, се смее, пошто, као што кажа, ја поише ми се услободен стил стендапите, не ги пишувам, а када седнам, кај што ќе може она да ги види или да ги презентирам, некогаш и она ги слуша прв пат, и она се смее, као возбудена околу целото, не се љутала никад, мислам, за такви работи, ме знае доволно, знае шо зела дома, така да немаме проблем. Една работа што посакуваш да се промени во 2026 година? Па да научат луѓето, мислам дека кој ќе го научат тој момент, дека многу работи ќе се сменат, а тоа е да ги сакаш сите деца како што можеш да го сакаш своето. Иако тоа изгледа како онаква секојдневна желба со мир во светот и со света, мислам дека многу ставки би се смениле општо, не само кај нас и во светот, кога луѓето ќе почнат да ги сакаат сите деца еднакво како своите. Зашто тоа, сите деца се еден вид рестарт на општеството, кој што можат да променат некој нешто што не успеале нивните пред нив да ги направат. И кога ќе можат тие да ги сакаме сите еднакво, мислам дека они тоа ќе можат да направат многу поголема промена од претходните. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас на поканата. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.